Морам да кажам дека имам честа на ваква публикација да бидам дел од овој настан. Дизајнот ми се допаѓа. Фокусот кон заштита и промоција на детските права веќе 28 години ни е фокус и никако не отстапуваме, но она што е уште поинтересно е што конкретно луѓето кои ги ангажиравме се потрудија да ни ги дефинираат и алатките и политиките на основните права за безбедност, училиштата, надвор од училиштата, сигурност која очекуваат сите родители да имаат кога се во училиште и заштита на децата во училиштата средина. Со нетрпение очекувам да се не само физички вака во печатена верзија, него и да ја документираме преку социјалните мрежи и да ја постираме за да можат луѓето да ја споделат и да читаат. Она што е важно за овој приручник, сакам да нагласам дека е наменет за наставници и родители, кои можат да бидат запознаети со овие политики и алатки, да може да ги применуваат во пракса, за да ни обезбедат, како што нагласи, безбедност, сигурност и заштита на нашите деца. Овој приручник може да ни послужи не само како база за воспитување и образование на децата, односно учениците во училиштата, туку градење на култура за мир, безбедност и сигурно училиште. Пред се сигурно училиште. Сите деца имаат право на безбедно и среќно детство. Но во животот не е секогаш така. Истражувањето покажуваат дека родителите само 10 минути посетуваат со своите деца во текот на денот и тие 10 минути не се доволни да разговараат со своите деца, ниту пак да откријат со какви потешкоти од безбедносен, сигурносен или меѓуврсничко насуство во училиштата се среќаваат, за да можат евентуално да превенират и да им помогнат. Токму затоа многу години наназад веќе сте запознати со нашата кампања дали го гушнавте вашето дете, дали му кажавте колку го сакате и дали денес разговарате со вашето дете. Оно што сакам да кажам, за жал, децата денес во училиштата неретко се запуштени и изложени на разни видови на насилство, кои водат до долготрајни последици по нивниот психофизички раст и развој и до кршење на нивните основни права за гарантирани со Конвенцијата за правата на детето. Како последица на насилството на децата, се смета дека тоа многу влијае на нивната сигурност и дека тие многу ретко пријавуваат за насилството кај стручните служби во училиштата, затоа што секогаш веруваат дека институциите на системот можат да се снајдат соодветно да превенират или па да ги заштитат. Во овој приручник може да се најдат неколку документи, како што е протоколот за постапување во случај на насилство, имено како треба наставниците и родителите да постапат, протокол за акцијски план за намалување на насилството и план за реагирање во вонредни ситуации. И на тоа работиме во последно време и мислиме дека е многу важно да децата бидат запознати и како да реагираат во модерни ситуации, како што се елементарни непогоди, земјотрси и други несакани и неочекувани појави, но мора да бидат подготвени. Исто така, наставниците и родителите со овој приручник треба да бидат запознати како да пријават, да детектираат сомневање на злоупотреба и занемарување на децата до полицијата, до јавното обвинителство, како да направат проценка за состојбата дали детето е во ризик или не, дали е злоупотребено или занемарено, за да можат соодветно да пријават до центрите за социјална работа, за да се стави во функција институциите на системот, да му се помогне на детето на прав начин. Топло е препорачувам овој приручник да се прочита и мислам дека навистина наставниците и родителите сега веќе немаат алиби да кажат дека немаат информации за нивната дополнителна едукација, дека би требало да се мобилни за да можат навистина на децата пред се во превенцијата, а потоа и во санирање на последиците од насилството на децата во училиштето, домот, семејството и таму каде што се случува. Благодарам.